чиста животна средина, собирање и рециклирање отпад, одржлив развој. Ова е модерното свето тројство што е предизвик за новата индустрија, за вкупното деловно и семено воспитување за културата на живот и работа. 15 години од формирањето на Пакомак и незиниот фронтмен и прв човек на оваа компанија, Филип Ивановски, гостин во Тренинг. Добре дојдовте во емисијата. Добре недо, благодарам на поканата. Господин Ивановски, 3 децении, повеќе од 3 децении независна држава. Дали со текот на времето се разви екосвеста кај нас? Точно 3 децении независна држава. За жал, може да кажам дека е помалце од 2 децении се работи на развивање на екосвест, бидејќи и сега се уште екологијата не е високо на политичката агенда на партиите ни на досегашните влади, но верувам дека секоја година секоја влада со секој нов мандат ја подкачува екологијата како тема на повисоко место. Посебно што сега веќе станува очигледно дека ресурсите се ограничени, дека треба да ги штидиме, дека енергијата е поскапа и потешко достапна и станува очигледно дека климатските промени дефинитивно се случуваат. Доколку ќе се гушиме во нечист воздух и ќе во нашата средина постојано ќе бидеме окружени со смет? Тоа се работи што, да кажеме, можеме сами да ги сработиме и не ни треба ни членство во Европска унија, нит некои значителни финансиски средства како инвестиција. Ако ги пролонгираме и речеме дека за 5 години ќе направи, ако има политичка волја и желба да се среди екологијата. Да речеме конкретно за сметот, веројатно Македонија со некои 200 милиона евра може да го реши управувањето со сметот на сличен начин како да речеме што е во Словенија или во Германија. 200 милиона евра ќе речете се многу пари, ако ги пролонгирате, имате фондови за тоа да се направи дел и грантови, веќе ние како држава имаме аплицирано и добиено одредени грантови од ЕБРД за таа намена, но од прилика со тие пари може да имате убаво паметно управување со отпад, што значи да има примерна селекција кај граѓаните и селектирање на отпадот, да не завршува на диви депонии, да завршува на регуларни депонии, кои за жал се уште како држава мораме да ги според нас барем уште 10 години, не можеме да дојдеме одма да не депонираме и да извлекуваме што е можно повеќе материјали, суровини од отпадот што сега завршува на депонии, суровини што би се рециклирали и повторно би се добиле нови материјали. Во делот на загадување со воздухот, бидејќи тие две работи се доста поврзани, гледате сега се палат депонии, па се жалат граѓаните дека имат шат и мирис на пластика. Значи, доброто управување со отпадот во старт ќе го намали загадувањето на воздухот, а кај загадувањето на воздухот се и други фактори и во Скопје конкретно не е само од грејењето, не е само од сообраќајот, сите се понегде 20%, 25% учество во вкупната слика и веројатно треба да се делува на поише полиња. Да речеме, јавниот превоз е многу важен, бидејќи ако имате добар јавен превоз, ефикасен, брз, чист, граѓаните нема да одат со возила, ќе го користат повеќе јавниот превоз. Како ќе го решите сообраќајното, текот на сообраќајот низ Скопје исто многу важно, што помалку да чекаат возилата на семафор, ако видите колку патуваме, а моторот работи, значи нови сообраќајници, надвозници, и на повеќе индустријата треба добро да се контролира оние што се потенцијални индустријски загадувачи со прашина или со други гасови кои загадуваат. Така да, ако си има желба, да сумирам, ако си има политичка волја, желба, пари ќе се најдат и би требало за 5 години до 6 години барем половина подобра да биде од што е сега, што е значително ќе биде. А верувам дека ќе биде повеќе. Дали е проблемот до свеста кај граѓаните или пак потврлаат локалните власти? Се почесто зборуваме дека градот, особено метрополата, ни е Балкана. Многу често гледаме преполни контейнери. Многу малку зборуваме за процесот на рециклирање. Јас за среќа сум имал можност да живеам неколку години во Германија, уште пред 15 години германците се рециклира и го селектира отпадот.
А ако не го правеше тоа германецот, дали следуваа казни? Те ве казна или ако не го селектиравте отпадот во Германија? Веројатно ќе ви дојдеше казна и немаше да ви го подигнат отпадот ако не е селектиран. Да одговорам на прашањето поконкретно. Тие две работи се поврзани. Значи, вие може да имате граѓани со висока свест и ако гледаат дека ништо не се случува, дека општината не се труди, полека и тие, како да кажам, ќе ги изгубат своите еколошки навики, барем во делот на отпад. И обратно, ако граѓаните имаат ниска еколошка свест, но гледаат дека општината и системот прават нешто сериозно, ги наградуваат тие што добро го менаџираат својот отпад, а ги казнуваат тие што не го прават тоа, како што во Германија е случајот, тогаш полека и свеста на граѓаните ќе се качи. Значи, тие две работи се како врзани садови. Ако се подкачи подобра општинска власт, ќе се качи и свеста на граѓаните. И обратно, значи, ако имате граѓани, може да влијаат на општинската власт. Сега, на крај се сведува на се колку имаме пари ние за тоа, бидејќи тоа го говорам јас многу често, правилно управување со отпад и генерално екологија не е бесплатна. Значи, циркуларната економија е поскапа од сегашната линеарна економија. И тоа некој треба да го плати. Во Македонија градоначалниците се плашат да покачат комуналната такса што плаќаат граѓаните, затоа што ги гледаат пред се како гласачи и гледаат од мандат за мандат. И ние имаме негде општини каде што за подигање на смет се наплаќа 150 денари по семејство или по куќа. Ќе се сложите дека тоа е прениско да имате управување како во Словенија, каде што се плаќа 1200 до 1500 денари по семејство. Во град Скопје, погледнете ги вашите сметки во водовод, ти видите дека за одлагање на смет за 17-18 квадратен стан, што е 4-члено семејство, 350 денари е таксата за собирање на смет. И сега за 350 денари вие се очекувате и ние како граѓани сакаме да имаме иста чистота и менаџирање со отпадот како во Љубљана, каде што плаќаат 1300 денари. Ја не велам дека треба да отидеме одма на 1300 денари, но треба да се покачи цената на комуналната услуга во делот на сметот. Професор Ивановски, наесен ни следуваат локални избори. Каков профил на градоначалник е потребен на метрополата? Каков профил? Па човек од акција би рекол дека и треба на метрополата, човек што ќе разбере што е коренот на проблемите и ќе почне да ги решава проблемите без само настојување да се замаскираат последиците. Значи, системски што ќе влезе во решавање на проблемите. Спомена веќе некои од проблемите со сообраќајните решенија во градот Скопје, јавниот превоз во градот Скопје, селекцијата на отпадот во градот Скопје да биде системски решена. Ние се соочуваме пакоме 15 години, неколку градоначалници се сменија. Секој градоначалник се доаѓа со своја идеја како ја замислува и какви контењери треба да има за селекција. По мене треба да се знае кој да дојде градоначалник дека ова е начинот како селектираме во контењери, во канти кај што има куќи, вака ќе изгледаат, вакви камиони ќе купуваме и кој да дојде на власт, имаме стратегија дека Скопје вакви садови за отпад ќе развива и со вакви камиони ќе собира. Ние се случуваме во моментов од претходната гарнитура во градот, се купи едни контењери и камиони наменски за тие контењери. Сега таа концепција се напушти во овој мандат, се расипаа во еден момент сите 4 камиони и граѓаните тие контењери не можеа да бидат празнети. Истото се случува и со дел од тие контењери се контењери што пакома ги донирал на градот Скопје за селекција, што стојат на улиците преполни и граѓаните пошто пишува пакомак на контењерите се јавуваат кај нас и ни кажуваат днес да ги празните редовно, да кажеме. Ние ниту имаме камион, ниту некоја друга компанија во Македонија има таков камион што може да ги подига тие контењери, што е уникатен. Муабетот ми е да најдеме решение што да не зависиме од 4 камиони, него ако се расипеат 4, други 4 што се универзални да може да ги сервисираат тие контењери. Така да треба човек со визија, што сака да постигне, човек од акција, човек што ќе има поддршка, според мене многу е битно да има поддршка од централната власт, бидејќи најголемите некои промени што се направи во град Скопје, позитивни или негативни, во главном позитивни се направи во периодот кога и централната власт помагала, бидејќи некои прашања, како што јавниот превоз, како што е отпадот,
дали ќе го гориме дел од отпадот во некои од постројките што може да се горуваат отпад на место да депонираме, потребно е да биде во соработка со централната власт. Не само финансирање, туку и политички одлуки. Деновиве се актуелни протестите за стопирање на мала хидроелектрана во Кавадаречко, организиран бунти против рудник за бакар и злато во југоисточниот дел. Од друга страна се можни некои велат и економски бенефити, како да се обезбеди рационална рамнотежа помеѓу експлоатацијата и чување на природната околина. Главен проблем, мислам, на нас како држава ни е недостатокот на доверба во институциите. Според мене, сега не говорам само како пакомак, него како дел од човек од бизнисот и еве и како сакате и универзитетски професор, мораме да имаме, ако гледате како се развивале економиите на другите држави, рударството е една од главните гранки што приходува во GDP-то. Значи, по мене треба да најдеме начин како рудниците да може да функционираат и да бидат со чисти технологии. Пошто постојат, значи не е истата технологија што е достапна денес и пред 20 години има многу почисти, би рекол, технологии. Проблемот е што граѓаните во тие места околу рудниците не веруваат дека тоа ќе бидат чисти технологии, не веруваат дека тоа ќе биде така како што ќе биде во проектната документација. Таа недоверба во институциите ние осеќаме и како пакомак. Да речеме, ние секои 2 години правиме испитување на јавното мислење во урбаните средини, дали селектираат, колку често селектираат. И последната 2024 година имаме, значи, 15 години континуиран раст на луѓето што велат да, секогаш често селектирам. Значи до 45% дојдевме луѓето кои викаат често или секогаш го селектирам отпадот. Дел од нив нели одговараат социјално, општествено подобни и пожелни одговори, но расте тоа континуирано како тренд. Во 2024 имавме стагнација на тој тренд, имавме покачување на бројот на граѓани, 20% велат не селектирам дури да ми ставите пред куќа или пред врата контењер. Тоа се должи повторно на социолозите така го објаснуваат, на недоверба во институциите, во естаблишментот. Луѓето не веруваат дека тоа што се декларира дека се прави, дека навистина се прави. И вика што ќе селектирам кога тоа све на куп иде и не селектира. Така да ние како држава мораме да поработиме на подигнување на довербата на граѓаните во институциите. Кога тоа ќе го направиме, зборам судство, еколошки институции и програми, се што се прави, судството е тука клучно, нели, како правна држава, дека со сите еднакво се справува, економија, дека бизнисите се поддржуваат без некои политички преференции овој или оној бизнис, кога ќе вратиме таа доверба во судство, здравство, социјала и образование пред се, тогаш ќе тргне целата држава напред и екологијата ќе биде дел од таа. Зошто во обидите за чиста животна средина не се трга од принципот пред се човекот, граѓанинот, туку од најчесто од бизнис интересите? Тоа е добро прашање и тоа е всушност суштинската разлика меѓу линеарна економија, како што имаме сега, за гледачите што значи линеарна економија, црпите ресурс, црпите, не знам, сечете шума, правите хартија, хартијата правите картон, амбалажа, се потрошува амбалажата и завршена депонија. Значи во еден правец се движи материјалот. Циркуларната економија вели црпите, го користите кутијата, повторно радите на рециклирање, не се сече шума, него повторно се прави нова кутија. И тоа е поскапо него ова класичната. Затоа велам, треба да плаќаме поише циркуларната економија, значи плаќање повеќе. Но тука има друга една суштинска филолошка, ако сакате, разлика меѓу циркуларната и линеарната економија. Во линеарната економија bottom line или именител на крај е само профитот. И ние се уште функционираме по тоа. Не човекот, профитот. Циркуларната економија има 3P, нели? Профит има линеарната, 1P, циркуларната има 3P. Профит, да, people and planet. Значи треба да не ви биде само профитот главен, кога носите бизнис одлуки, тука да видите каква е влијанието врз екологијата на планетава и дали таа ваша бизнис одлука пријатно или благопријатно, позитивно ќе влијае на општеството и на луѓето. Кај нас овие 2P уште не функционираат. На запад
кога велам Запад, главном Европа, пошто се носат одлуки каде што се гледа влијанието на животната средина и на луѓето. Но тоа подразбира дека бизнисите, односно собствениците на бизнисите, од тоа профит треба дел да намалат и да го дадат за поскапа технологија што може би почиста и за повисоки плати или нешто за општеството да вратат што треба повторно од тоа профит да се откаже. Сега таа матрица да излеземе дека само ние сме важни како и важен ни е профитот, а не ни е важно луѓето и планетата, е процес. И тоа е процес што се случува во моментов. Одбележавте 15 години од формирањето на Пакомак. Колка е вредноста на собраната амбалажа од пластика па и од стакло? Ние собираме околу 35.000 тони амбалажен отпад годишно во нашиот систем, која велам, со партнери работиме со 40 на приватни, со 70 на општини, со комуналните предпријатија. И во тој систем собираме околу 35.000 отпад, што е 1/3 од вкупниот отпад амбалажен што се пушта на пазарот. Министерството проценува за екологија дека тоа се некаде околу 115.000 тони и еве да држиме таа официјална бројка годишно говорам. Значи, ние собираме 1/3 од тоа. Вредноста на овие 35.000 тони, како материјал, може да земете просечно дека е 100 евра како вредност. Значи, добивате 35.000, 3,5 милиони, веројатно, евра како материјал, но тоа е просечна цена. По наша проценка, само градот Скопје, доколку го селектира како што треба, може да заработува најмалце 1,5 милион до 3 милиона евра годишно од суровините што сега завршува за жал на Дрисла. Дали Македонија би можела да биде депонија на Балканот? Ние многу често изминатите години имаме проблеми со депониите. Македонија во моментов е депонија сама на себе, значи на собствените граѓани, бидејќи мислам дека има некаде околу 1400 точки во Македонија каде што граѓаните, дел селски, дел градски, го одлагаат својот отпад и тие се диви. И ја не можам да го разберам отпорот на некои од градоначалниците што се или граѓаните што се против ова регионално управување со отпад, каде што се планира да има една санитарна депонија, дел од тој отпад да се селектира, дел да се депонира, бидејќи сегашната ситуација е поризична за здравјето, за воздухот и почвата, него таа кон која се стремиме. Во една од вашите последни колумни предвидувате ново општествено уредување кое ќе стави грижата за животната средина во фокусот како двигател на растот на економиите. Така е, тоа е она што го напоменав, дека профитот веќе не може да биде единствена мерила за носење бизнес одлуки и инвестиции, туку и што со таа инвестиција како ќе се влие на луѓето и на граѓаните. Ја тргам од фактот дека капитализмот е пред 200 години и повеќе како општествено уредување поставен и истите принципи како пред 200 години функционираат и денеска. Значи профитот е на прво место. Дали бизнисмените кај нас се алчни за пари? Дали се алчни за пари? Па дел се сигурно. Значи дел се, каде ние имаме и сега афери, каде што гледате дека по секоја цена се прават парите, без да се земе во предвид тоа што вашиот бизнес колку влие негативно на загадувањето и така натаму. Но дел има со развиена свест. И тука имаме една контрадикција, сега која споменавте, да речеме како граѓанин, тие исти бизнисмени, како граѓани се бураат зашто е валкано, зашто образованието, школите не се средени, значи се први гласноговорници зашто контењерите не се празнат. Ако ќе им побарате дека дел од парите треба да плаќаат, да речеме, во систем како Пакомак, во друг некој систем за електронски отпад, тогаш име не е така лесно сака да дадат, не знам, 5-10 000 евра годишно. Збориме за бизнеси од 10, 20, 50, 100 милиони евра годишно што прават, но денешка 10 000 евра некако неволно е да ги дадат. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ми благодарам на поканата уште. Професор Филип Ивановски, извршен директор на Пакомак.
Толку за вечерашното издание на емисијата Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте не на trilling.mk.